Генералниот секретар на НАТО стави потпис на поканата. Премиерот Заев символично го бакна пенкалото и официјално првиот човек на македонската влада Зоран Заев ја зема поканата за членство во Алијансата. Одлуката која вчера ја донесоа земјите членки, денеска се официјализираше со потписот на Столтенберг, кој значи и формален почеток на преговорите. Првиот човек на најголемиот воен сојуз им честиташе на Заев и Ципрас за храброста да го направат чекорот кој го оцени како клучен пресврт за безбедноста во регионот. Уште еднаш нагласи дека Македонија ќе стане членка кога ќе ги исполни одредбите од договорот со Грција. Месеците кои доаѓаат ќе бидат напорни, но денеска е ден за славење, рече Столтенберг пред да му даде збор на премиерот Заев. Што туку го потпишав писмото со кое го информирам премиерот Заев за одлуката на НАТО да ја покани неговата влада во Скопје да ги почне пристапните преговори со Алијансата. Кога ќе ги завршите националните процедури и сите НАТО членки ќе го ратификуваат пристапувањето, ќе станете 30-та членка на Алијансата, со место на нашата маса и рамноправен глас во дискусиите и одлуките, како и безбедноста што доаѓа со членството во најуспешната воена алијанса. Тоа ќе биде горд и битен ден за вашата земја, регионот и за НАТО. Сакаме да ја видиме вашата земја во срцето на стабилен, демократски и напреден регион. Денешниот ден е важна етапа во постигнувањето на таа цел. Премиерот се заблагодари на членките на Алијансата, но и на премиерите Ципрас и Борисов. Заев нагласи дека нашето членство во Алијансата ќе ја консолидира демократијата во регионот. Ги повика граѓаните на Македонија во сабота да ја прослават поканата. Ние денеска не криеме дека сме многу горди и благодарни на одлуката на нашите сојузници да започнат преговори за пристап за полноправно членство на нашата земја во Алијансата. Тоа е историска одлука за еднината на мојата земја и за нашите граѓани. Оваа одлука е признание за нашата посветена работа повеќе од 2 децении. Ова е признание за работата на сите македонски политичари од независноста до денеска. Признание за нашите институции и за сите политички партии. Ова е признание за сите наши граѓани, за целото граѓанско општество и за сите останати кои трпеливо го чекаа овој ден. Пред церемонијалното предавање на поканата, Столтенберг одржа неколку пресконференции во рамки на самитот, а беше прашан и за протерувањето на руските дипломати од Грција, кои наводно се мешале во внатрешните прашања, односно во преговорите со името. Столтенберг нагласи дека Македонија доби шанса што се пружа еднаш во животот и рече дека секое мешање од други земји е неприфатливо за НАТО. Од овој момент, земјава учествува на сите работни состаноци на военниот пакт, но без право на глас. Сега македонските институции ги чека напорна работа, со оглед на кратките рокови предвидени за добивање полноправно членство. Останува обврската во наредните 6 месеци да се состави државната изборна комисија, да се спроведе најавениот референдум и да се исполнат обврските преземени со договорот со Грција.